Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска, мој гостин да биде универзитетскиот професор, поранешен амбасадор Звонимир Јанковски. Добре дојдете. Добре најдов. Професоре, вашата последна колумна со неја ќе почнеме со човековите права, ќе направиме една паралела со македонците во соседството, но и македонците дома како урнек, буквално кажано, за непочитување на човековите права со сето она што ни се случува. Но еве, вие гледајќи како и каде се движи светот денеска, наметнавте една дилема, дали можат човековите права да го преживеат падот на глобалната западна хегемонија? Па да се надеваме дека ќе го преживеат падот на западната глобална хегемонија, иако низ книгите што ги работев во годините додека работев и се уште работам на прашањето за човековите права, вообичаено се тврдеше дека се работи за јудео-христијански концепт кој се обидува глобално да се наметни на останатите држави. Тука беше прашање на оној културен релативизам дека не сите права од корпусот на човекови права може да бидат примеливи на секаде во светот, да кажеме таму каде што цивилизацијски се разликуваат државите на исток, на запад, на Блискиот исток. Така што се отвара многу прашања, меѓутоа она што моментално се случува во светот го доведува под прашање целиот концепт на човековите права или она што би се рекло меѓународниот систем на заштита на човековите права, кој ги изваде човековите права надвор од границите на државите и ги смести во меѓународните институции, каде што меѓународните институции се јавија не во смисла на арбитар, меѓутоа во смисол на медиум центар каде што човековите права можеа да бидат расправани, државите можеа да бидат повикани да ги објаснат прекашувањата на човековите права на нивните територија, градејќи систем на меѓународен надзор или меѓународна контрола кој повеќе или помалку навлегуваше во суверените права на државите. Социјализмот до 90-та година во основа претпоставуваше човековите права да бидат дел од она што значи внатрешната јурисдикција на државите и главно социјалистичките, комунистички држави одбиваат да се расправа на човековите права надвор од државните граници, сметајќи дека се суверени на својата територија и прашањето на човековите права не може да излези од тоа. Сега го имаме повторно реверзибилниот процес. Оној што после 90-та се напушти, каде што човековите права премина во меѓународните институции, во Обединетите нации, Советот на Европа, ОПСЕ, каде што државите беа повикани да објаснат, беа осудувани, беше барано од нив да ги почитуваат човековите права. Сега повторно се враќаме на еден реверзибилен процес, каде што повторно државите се повикуваат на државната сувереност како исклучиво право, на оној вестфалски концепт на сувереноста и човековите права повторно ги затвараат во контекст на нивните држави, тврдејќи дека се тие суверени во поглед на почитувањето на правата на своите граѓани и тука се создава еден проблем. Дали е дојдено времето, како што вели еден професор на Јејл, дека со ова завршува концептот на човековите права во рамките на меѓународниот систем, тоа е неговата конечност на еден, тој вели, утописки модел. Далеко од утописки модел кој функционира во Страсбург се уште преку Судот за човекови права, преку расправите во Комитетот на министри за прашањата поврзани со човековите права, прашањата поврзани со малцинствата, кои државите ги прифатија со подпишувањето на Рамковната конвенција за малцинствата, така што се уште има надеж, меѓутоа авторитетот на овие институции веќе е сериозно доведен по прашање. Посебно не е дека тоа е од сега, се случува сега, тоа се случуваше и во моментот кога заминав за Страсбург како бев пратен како прв амбасадор во Советот на Европа, како експерт во човекови права, тоа беше идејата на Борис Трајковски. И знаете, кога ќе се судите со тоа дека човековите права, дека во организација која е положена, темелите се поставени во човековите права, владењето на правото и демократијата и сваќате дека концептот на правата во основа се изигрува преку она политичка доминација на големите држави, односно оние кои ги диктираат односите во меѓународниот систем. Разочарувањето доаѓа многу брзо, затоа што ги имате аргументите, го имате знаењето, сте го граделе на еден од најдобрите центри за човекови права во Велика Британија, на Беркли,
низ државите на Европа и одеднаш сваќате дека сето тоа знаење пред политиката мора да отстапи. Тоа е случајот со Македонија тогаш, тоа е случајот со Македонија денес. Колку Македонија и македонците токму од соседството, односно од Грција и Бугарија, а сега во последно време дури и од Албанија, каде што се случува една асимилација бугарска, нели, во моментот, колку тие се пример за нефункционалноста на овие институции кои што ги споменавте, бидејќи да, и Советот на Европа, еве токму со примерот со Бугарија, оние 14 пресуди само констатира и укажува. Обединетите нации не име прв пат да го кажа тоа што го кажа. Истото и ОПСЕ, се сеќавам и Стејт департментот имаше Мекдугал или како се викаше таа амбасадорка, шетаа по Грција, по Бугарија, утврдува тотално непочитување на човековите права, никому ништо не се случи. Тоа е она разочарувачкиот дел од заштитата меѓународно правниот систем на заштита на човековите права. Да, не е нешто ново ако кажам дека човековите права на македонското малцинство во соседните држави се прекршени. Не е ниту ново, ниту нешто непознато. Меѓутоа, знаете, разочарувањето доаѓа вие колку и да се борите за тие права надвор од државата во институциите каде што треба, разочарувањето доаѓа кога ќе сватите дека отпорот доаѓа од внатре, од Македонија. Има таков случај, сега не би го спомнал, во годините кој беше во Министерството, знам дека се отвори прашањето за македонското, за малцинствата во Грција и знам дека известителот, комесарот за човекови права, имаше еден извештај, бенигнен, морам да кажам, каде што зборуваше за се, меѓутоа не зборуваше за македонското малцинство во северниот дел на Грција, иако имал остварил средба со виножито, ми се чини, во Атина. И знаете, вие станувате, му укажувате на тој факт дека не може да го прескокне едноставно, не може да затворите очи, сепак сте на функција која предпоставувате дека е независна, дека треба да се кажуваат работите онака како што се во такви извештаи. И нормално реакцијата на грчкиот амбасадор беше позната, го поминав тој период во Страсбург, главно во размена на мислења, што би се рекло на повисок тон. Меѓутоа, она што разочарува е кога вие тоа го пишувате, затоа што во дипломатијата вообичаено информирате за сето тоа и барате тоа да стане јавно. Затоа што сметате дека сепак треба за тоа јавноста да знае во Македонија и кога ќе добиете повратен одговор, не таласај, или во превод на македонски, пошто човекот очигледно не функционираше со македонскиот речник добро, не бранувај за тоа што ќе те вратиме. Да, тоа се случи, мислам, затоа што може колку сакате вие да се борите за она што значи македонски интерес на полето на заштитата на правата, најболно е кога отпорот доаѓа одвнатре. Тоа е времето на СДСМ 2002-2006? 2002, да. И на Бранко времето. Да. И тоа е, знаете, тоа тешко ви паѓа затоа што колку и да се обидувате, колку и да сакате, колку и отпорот секогаш доаѓаше од внатре. И тоа е нешто со кое морате да живеете, затоа што сепак кога сте на функција како представник на државата, ги следите инструкциите што доаѓаат од внатре. Така и со пресудите на судот у Страсбург. Има механизми како да се натера Бугарија да ги почитува. Така и со извештаите по рамковната конвенција за Бугарија во поглед на почитување на малцинствата. Ја не знам, тие години се обидувавме да секако да барате да она што е вистина, она што е факт, знаете, малцинствата не ги дефинирате, не мора ни да ги дефинирате, тие постојат. Тоа е факт кој не мора да го докажувате, едноставно тука се. И кога ќе видите дека во тие извештаи доста се обидуваат да ги обландираат со изрази кои повеќе или помалку требаше да го амортизираат проблемот во државите, и кога ќе ги слушневте аргументите на Бугарија во контекст на македонското малцинство, дека се работи сепак за луѓе кои бугарите не спорја, може да се чувствуваат како сакаат, меѓутоа, знаете, они има некој смешен начин на дефинирање на малцинствата, морам да признам, малце невообичаен, врз основа на субјективни и објективни елементи, може треба да си ги препрочитаат книгите, каде што субјективниот беше чувството, а објективниот беше заедничката култура и јазик. Така што велат, окей,
тие може да се чувствуваат како македонци, меѓутоа кога доаѓаме до објективниот критериум за малцинствата, испаѓа дека ние делиме заедничка култура и јазик и нема што повеќе да расправаме за тоа прашање. Потоа дојде владата на Заев, која имаше исклучително, мислам, не знам како да го кажам, севилен концепт на почитувањето, односно односот кон нашето малцинство во оваа соседна држава, повикувајќи се на некој небулозен, да не кажам, на некои небулозни размислувања во начинот на кој малцинските прашања се уредени во уставите на државите. Демек, нашиот бил колективни, нивниот бил граѓански, како да не, мислам. Знаете, тоа е разочарување за човек кој се занимавал со човекови права, разочарување од државата, од непознавањето на генерално на тоа како се почитуваат правата на малцинствата. Велам права, не малцински права, затоа што не сум склон да ги генерализирам како посебна група на правата, туку права кои ги уживаат малцинствата во заедница со останатите. Тоа се истите оние права кои се таксативно наведени во сите меѓународни документи за човековите права. И кога ќе видите еден таков небулозен однос кон нашето малцинство или откажувањето од малцинството во Грција. Дали знаете за друг случај во светов, држава матична да се откажува од сопствените малцинства, како што тоа заевата влада го направи и со Бугарија, и со Грција? Тоа значи да потврдувате дека постоите во основа, значи целиот концепт на одрекување на македонската нација е токму во начинот на кој се однесуваше владата на Заев кон прашањето на малцинствата. Тоа значи дека немате дел од народот во соседни држави. Едноставно вие сте затворени во некој ехо комора или национална комора која вие или другите ви ја определиле дека ќе биде македонска. Нормално грците и бугарите велат дека други тоа не создале. Дел тука гледам прифаќаат дека знаете се повикува дека Тито не создал, како не Тито не создал или Коминтерната. Мислам такви небулози ворете кога доаѓа од нив, затоа што со аргументи може да се расправате преку дипломатијата со нив. Меѓутоа кога тоа го имате внатре, кога имате такво ткиво во македонскиот национален идентитет кој се руши однатре, тогаш нема што да расправате. Едноставно на таа карта играат соседните држави и на таа карта играат многу успешно сиве години. 35 од независност си патиме од истите тие луѓе. Од истите. Ние наследивме еден југословенски концепт кој беше, знаете, не навредлив, па не употребувавме меѓународни термини, употребувавме кованици националности, па потоа етнички заедници, сега сите етнички заедници, наместо да ги поставиме чисто работите малцински, мнозински концепт на размислување во концепирањето на државата, добивме некој хибриден систем на градење на етнички поделено општество врз основа на политичката припадност на припадниците на малцинствата, односно на мнозинскиот народ, така што добивме една држава која повеќе или помалку е политички многу нејасна во начинот на функционирањето на еднаквоста на граѓаните пред законот. Добивме некој нов концепт на мултиетничко општество кој другите го напуштаа, кај нас се промовира како едно општество за сите, до ден денеска нејасен концепт, меѓутоа знаете во тие години на еуфорија кога се рушеше претходната власт и сето она што остана од претходната власт која требаше да се сатанизира се што беше добро, се што беше изградено, нормално овој концепт требаше да фати корења во државата, ниту фати, ниту остана да живее, ми се чини само во називот на фондацијата на претходниот премиер, меѓутоа без јасен концепт, без јасно објаснување и без следење на она што значи меѓународна прифатливост на истиот концепт во западноевропските држави. Нешто што Запад го напушта, ние го прифативме оберучке, добивме држава која не знаеме, наликува на она што италијанците велат салата, македонска салата, така што... Да.
Како, тоа. што да очекувате од луѓе кои што се буквално кажано светски пример, оние кафените сахиби, ја ги гледам кај нив, нели, пример за ојкофобија, автошовинизам, самопрезир, луѓе кои што сега се европејци, тие да треба да пишат европејци, немаат проблем, македонци мислам дека им е потешко, беа југословени претходно, а во бугарско, српско, турско, тогаш претпоставувам биле она што биле кодоши тогаш поедноставно зашто нели немале таков избор. Од секогаш биле европејци, само не сме знаеле, мислам. Луѓе без, знаете, кога ќе ви кажат, кога лидерот ќе ви каже дека национализмот, не национализмот, да, национализмот не ви личи, патриотизмот, национализмот не им личи никако, затоа што национализам е, како си ка погаден збор за нив, иако не го разбираат зборот, меѓутоа кога ќе ви каже дека патриотизмот не ви личи, ви кажува се. Така што приказката се затвора тука, луѓе идентитетски обезличени од комунизмот, поминаа во независна, во демократија, да кажеме, независна држава, едноставно го задржа истиот ментален склоп кој го носеа во комунизмот. Тие беа југословени, наеднаш се трансформира во европејци, утре не знам што ќе се трансформираат, можеби марсовци, можеби нешто друго, меѓутоа се прилагодуваат, тоа е. Менталната матрица е таа. Да. Не може да избегаат од тоа, знаете, не се станува од комуниста социјалдемократа, дефинитивно, мислам, целиот концепт на социјалдемократската партија во основа е наследена матрица на комунистичката партија од поранешниот режим, само модифицирана и прилагодена на новото време. Меѓутоа се друго остана исто. Како гледате оној чин вчерашен кога кажаа дека тероризмот е во крвта на ВМРО. Збориме за ВМРО 1893, за првото организирано македонско движење за ослободување на Македонија. Зборуваме за гемиџиите, ти удрија по гемиџиите, бидејќи таа беа терористи кои што гинеа за Македонија. И со сиот тум вчера направија еден текст на 3 страници за тероризмот и за ВМРО, обвинувајќи ги дури ВМРО за атентатот на претседателот Глигоров неуспешен, па отидоа некоја дигресија направија до Караџорџевиќ 1934 година, па се вратија, не знам, гимиџиите не ги споменаа, алудираат на нив. Како може некој толку да е плиток во тоа умот и да се рече дека е македонец, а да удира по нешто што е ДНК-то на македонецот? Македонец не може да се каже дека се, меѓутоа луѓе кои си попука на Асномска Македонија, а вела дека се државотворна партија која цело време една иста мантра верглат дека се државотворна, која попука на Асномска Македонија, што може да очекувате? Точно, ВМРО е терористичка организација, се што правеле ВМРО низ македонската историја, едноставно треба да се осуди, притоа заборавајќи дека се работи за политичка борба, не се работи за историска борба, затоа што историјата е повеќе или помалку јасна, мислам, има кој за тоа да се занимава. Нивното сваќање на историјата во основа е токму да се обвини ВМРО за сето зло што и се случува на Македонија. Ако е зло да се бори за независна Македонија, тоа е зло за нив, затоа што им го руши концептот на државата кој тие ја замислиле како треба да биде, и ВМРО одеднаш се појавува и им го руши тој концепт на сваќање на државата. Кој знае што ќе бевме? Ако не беше ВМРО, Македонија ќе беше дел можеби од некоја мини федерација или конфедерација, Господ знае. Меѓутоа, тоа се години кога може не сум човек што забора, години кога се знаеше сликата на Тито требаше да стои таму на местото на Гоце Делчев. Гоце Делчев, лажниот мит во Македонија. Мислам, знаете, такви глупости не се објаснуваат и не влегувате во расправа. Токму тоа е и концептот, начинот на размислување. Има со луѓе со кои може да се расправате, може да разменувате мислење, може дури и да влезете во полемика, тешка полемика. Меѓутоа има луѓе кои едноставно треба да ги игнорирате, затоа што и да кажете, немате расправа со аргументи, имате расправа со, да кажеме, емоции и фрустрации на неоствареност во политиката. А посебно во ситуацијата во која се наоѓа денеска, каде што се во терминална фаза на своето пропаѓање. Мислам, што друго може да очекувате? Освен, знаете, пред завршувањето на она што значи политичкото обстојување, правите она што мора да го направите, влегувате во процеси кои повеќе или помалку
изгледаат смешни, изгледаат не наивни, меѓутоа кога немате идеја како поинаку да политички делувате во политичкиот спектрум во Македонија, кога го губите тлото под нозете и она што, да кажеме, сте ограделе 30 години како власт, во тој случај правите вакви излети со памета во политиката, историјата и што сакате. Како гледате на тој факт што една македонска каста, слободно ќе ја наречам, од најголеми бугарофоби станаа најголеми бугарофили? Знаете, има еден Вајц се вика Томас, известителот од Европскиот парламент, за кој што меѓу другото лажеа нешто деновиве, испадна дека 2 месеца е старо интервјуто, самиот човек ги демантираше, но тој Томас Вајц е австриец. Тој Томас Вајц вели вториот протокол е катастрофа за Македонија. Не може вака да се преговара со идентитетски прашања, не може да се вршат преговори со Европската унија и сето тоа не може да биде дел од евроинтегративниот процес, додека тој го зборува од Европарламентот, дали е во Страсбур или Брисел, во Скопје една клапа вели бугарите мора да влезат, не е проблем никако, францускиот предлог е супер, ни од вториот протокол или било што, се име супер, да, тие го наметна и логично е да се правдат, но нема логика. Австријецот има поголемо чувство за тоа што не треба за македонците, а некој дома го фаќа со двете раце, па уште го користи како момент, ете, заради тоа што овие не го прифаќаат, ние сме заглавени во евроинтеграција. Да, заглавени сме дефинитивно. Мислам, тие ги одглавуваа процесите со тоа што може, што продава се што можеше да се продаде на пазарот. Мислам, пазарџиската идеологија видовме кај не донесе. Ние сме држава за подбив, кога доаѓа до прашањето за името, начинот на кој го сменивме името, така што не е нешто неочекувано. Да, Македонија е блокирана, не е блокирана затоа што Македонија не сака и Македонија не прави ништо на патот на евроинтеграциите, туку затоа што не дозволува повеќе да биде понижувана, да биде држава која севилно ќе се однесува на сето она што и се нуди од држави кои ги следат своите национални интереси. Во основа, нивното размислување дека обезличена Македонија е добра Македонија која ќе влези во Европската унија. Можеме да влеземе како никој. И тоа за нив верувам ќе биде успех, како што е успех, историски успех промената на името. Гледате, снимаат филмови. Договор со историјата. Гледам инфантилно. Гледам интерес голем околу тоа дека се работи за историски настан, апсолутно се работи за историски настан, за историски настан кој генерациите што доаѓа ќе си го носат како срам за тоа. Меѓутоа, нивната сериозност доаѓа токму во нивниот однос кон тоа, окей, ние ќе прифатиме се што ни нудат да бидеме дел од поширокото европско семејство. Ако тоа е цената да обезличени да влезиме, нека го прашаат народот што мисли. Мислам, народот јасно им кажа на изборите 2024 што мисли за тоа прашање. Тогаш кога го праша народ за промена и тогаш им кажа, меѓутоа тоа ќе играа весела математика со оној Facebook министер за надворешни работи кој денеска е главен опонент на договорот со Бугарија, истиот договор кој тој го потпиша, мислам, не го потпишав ја, тој стави подпис на тој, сега ми глуми како сика македонски патриот во глуми македонец, не само патриот. Све глуми патриот, далек од патриот, мислам, го видовме што направи за државата, меѓутоа се сеќаваме на смевките. Проблемот е што некој мисли дека во оваа држава имаме само наметната амнезија. Напротив, ние помниме. Помниме кој што направил, кој каде бил. Во времињата кога работите се менува во државата, почнувајќи од Охридскиот договор, преку локалната самоуправа, односно менувањето на границите на локалните единици 2004 година, преку целиот тој процес на шарена револуција, промена на името, потпишувањето на договорот со Бугарија, изјавата на тогашниот премиер дека сме еден народ со ист јазик, мислам един народ во две држави, веќе заборавам. Што се не кажа, меѓутоа кога имате, знаете, во меѓународното право велат дека
председателот, премиерот и министерот, тие што во основа чии зборови тежат во надворешни, чии зборови се мерат. Кога имате таква немерливост на зборови на она што го кажувате, ја добивате Северна Македонија и добивате блокиран систем во државата на евроинтеграцијскиот пат. Вообичаено нивниот аргумент е па што да правиме? Знаете, ние би направиле се за да го отвориме патот. Со тоа дали ќе бидете понижени, дали ќе бидете згазени, дали ќе бидете обезличени, тоа не е битно. Битно е целта. Средствата не се прашува, тие се тука сервилно да прифатат се што доаѓа од страна. Така функционира и во времето кога странски мешетари, политичари кои не убедува колку е добро за нас, кои ни не убедува дека ова е последниот услов да тргнеме по патот на евроинтеграциите, гледаме, не е последниот. Зошто овај би бил последниот? Так. Да ги внесеме бугарите, далеку од тоа дека постои проблем околу тоа. Меѓутоа нека ми каже некој дека е последниот услов гаранција. Никој нема да ви даде гаранција. Мислам сите тоа јасно го кажуваат. Премиерот бара гаранции, меѓутоа никој не може да ги даде. Затоа што сепак се работи за организација, односно унија каде што гласот на сите мора да биде единствен по прашањето на интеграциите и сега тоа е состојбата. Како ќе се движи понатаму, сепак не зависи од нас, зависи од други фактори кои повеќе или помалку треба да одговорат на промените кои се случуваат. Така што секој начин на обидување да се политизира тоа прашање во основа се враќа на оној кој го креира прашањето, односно го креира проблемот, а тоа е опозицијската СДСМ. Најголемиот проблем реално затоа што еви бугарите сега одат со тие аргументи, имаме партија домашна наша македонска, наводно македонска, добро, која што вели оваа влада создава проблеми каде што ги нема и создава вештачки непријатели од Грција и Бугарија и оди со тој наратив, па бугарот и гркот ќе речат еве, нели имаме македонска партија која што не иако не е македонска, која што го вели тоа, немаме ние унисоност во сите соседни земји каде што има нели што има, секогаш кога ќе дојде националното прашање дали е тоа Албанија, Србија, Бугарија или Грција, сите се со еден глас унисоност. Ние од секогаш имаме добри односи со нашите соседи, историски прекрасни односи, како велеше еден грчки премиер, вика, историјата на Балканот, вика, ја закопавме, меѓутоа не доволно длабоко. Тоа значи секој момент може да се отвори и се отвара. Значи толку убави односи кога ги слушам за тоа како сме имале пријатели, знаете, ние 4 волка околу Македонија, од една страна мачиња. Ма дајте приказки за мали деца. Мислам, не знам дали самите веруваат во тоа. Едно е да политички се појавувате и кажувате работи кои немаат блага врска ниту со историја, ниту со реалност, ниту со иднина на регионот. Далеко од тоа дека државите се сакаат или државите на тој начин на кој социјалдемократите размислуваат дека постои пријателство. Секоја држава го следи националниот интерес. Не можам да кажам или да ја осудувам Грција што си го следи националниот интерес, го оствари, повеќе или помалку. Бугарија исто така. Само кај нас националниот интерес е флуиден. По потреба. Како се менува политиката, едни се обидуваат да го постават како црвена линија во односите со другите држави, други бојата не им е важна, може да биде најчесто е сива, безлична. Така што и така функционираат во контекст на она што значи следење, така функционира до сега, верувам така ќе функционираат и во иднина. А и што ги направија работите што ги направија, но и се фалат со тоа, токму еве со последниот филм каде што се дичат договор со историјата и сето тоа, народот вели она од што умниот се срами, будалиот се фали, нели? Но така испаѓа работата, нели? Сите очекуваат барем некакво извинување, мислам дека ќе биде работа, извинување? Нема шанси, нели? Не, ниту очекувам, ниту ми треба извинување. Нив историјата нема да ги извини, па камоли ние да ги извинувам. Она што е направено со македонската држава, со промената името, тоа е непростливо. И историски ќе биде осудено. Затоа што, ајде нека ги видат одлуките на Асном, нека ги прочитат, нека го видат целото
востание, односно партизанското движење, па тие се гордеа со него, тие се повикуваат, тие поплюкаа на него. Тие го поплюкаа Асно, него поплюка ВМРО Асно. Тие. И сега, мислам, начинот на кој функционираат е, не знам како да кажам, бизарен, надвор од секаква логика. Надвор од секаква логика. Знаете, барате логика во политичко делување. Кај нив нема логика, нема ништо, нема едноставно стихија. Стихија која ја да бидам на власт, цената не е битна. А ценатите како е битна? За жал го осетивме тоа многу пати на наша кожа. Мора да одиме со кусиот блок реклами, се враќаме во студио со нас е професор Звонимир Јанкуловски. Останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е професорот Звонимир Јанкуловски. Професоре, зборувавме за Македонија, евроинтеграциите, за СДС и останатото што се случува, но во друга страна зборувавме за евроинтеграција и Европската Унија. Вие ја споредувате моменталната Европска Унија, иако тоа го има споменато и го кажувате тоа во вашата колумна и Сорос дури на времето, но сегашната Европска Унија ја споредувате со времето на распадот на СССР. Па не ја споредувам ја споредува Сорос. Тоа се годините пред парламентарните избори, ми се чини 7 години наназад, ако се вратиме, каде што вели дека Европа е во основа го следи примерот на Советскиот сојуз. Ако не се разбуди, ќе заврши со колапс. Тоа се годините кога еден Најджел Фараш, Лепен истото го спомнуваат, го споредуваат Брисел со Москва. Не е нешто мое и не е нешто што јас сум го измислил или споредувам, затоа што се повеќе кружи едно мемо во Европската Унија, односно во Брисел, тоа е УССР. Демек ЕУССР. Така е мемото кое повеќе е опомена за Европската Унија по патот на кој се движи, затоа што Европската Унија стана премногу бирократизирана и премногу централизирана. Знаете, кога имате еден административен бирократски апарат од 30.000 кој во основа ги има сите повластици што може да ги има, кој си ја зема улогата да функционира надвор од она што значи структура на Европската Унија, начинот на кој треба Европската Унија да функционира во интерес на европските народи, нации, едноставно преголема централизација, преголема бирократизација, преголема концентрација на моќ во Брисел. Во тој случај ја добивате сликата на Советскиот сојуз пред 91 година или во тој период околу 91 година и токму на тоа Сорос се обидува тие години да ги опомене, слушајте, разбудете се, затоа што излегувате од вредносниот систем врз основа на кој е поставена Европската Унија. И ако не се разбудите, можете да завршите исто како Советскиот сојуз. Тоа беше пред 7 години. Сега Европската Унија ниту е разбудена, ниту го промени курсото, односно не се реформира на начин на кој тоа го навестуваше и Макрон. Макрон самиот во една изјава 2003 година ќе каже па ние не сме Советскиот сојуз. Тоа апсолутно е точно, далеко тоа дека Европската Унија е Советскиот сојуз. Меѓутоа во многу елементи почнува да заличува на на Советскиот сојуз во поглед на таа бирократизираност, ограничување на одредени права. Погледайте, сите веќе зборуваат за сериозен, Венс ги опомена за слободата на говор, односно слободата на изразување во Европската Унија. Проблемот со дезинформациите, ако ги читат изјавите на Суслов, изјавите на министерот за надворешни работи на Франција, нема разлика околу дезинформациите и како државата, односно Европската Унија, треба да се справи со нив. Во основа нема разлика. Потполно иста. Како Суслов да ги кажал тие зборови, како они ќе се справат со казнување, со ограничување и слични работи. И тоа се случува, тоа е реалноста на Европската Унија. Ја напишав, подобро да се разбудат со нас, него без нас, да се надеваме дека ќе се разбудат со нас, затоа што сите критериуми, се што беше побарано од нас, овие 20 и кусур години веќе заборавивме и колку години сме во чекалната, сега велат нема ни чекална веќе. Што не е така, чекалната е тука, постоја некои идеи за поинако влез во Европската Унија на земите кандидати, каде што ќе се обиде да се амортизира она единство на
гласање за идното проширување, со оглед дека очигледно се бутка Украина да влезе, меѓутоа некои велат дека е повеќе како размисла, повеќе како желба, отколку како реалност. Не знаеме, ќе видиме, меѓутоа постои тој концепт и се постои во Европската Унија за без право на глас, она што писмо што го упатија Рама, ми се чини, и Вучич околу нивното асоцирање и по таа цена, мислам целиот Балкан, Европа не може да функционира, во основа не може да зборува дека е завршен проект без Западен Балкан, односно без државите на Балканскиот полуостров. Да се надеваме дека промени ќе се случуваат, Европска Унија мора да реагира, затоа што веќе не е актер, не е играч на во сцената, глобалните промени кои се случуваат во светот. Едноставно, полека се става на маргините. Она што Трампи го прави на Европа, тоа повеќе покажува не за моќта на Трамп, туку за слабоста на Европската Унија. Дали сепак оно што се случува кај нив е повеќе внатрешен проблем и нешто што се случува однатре се поредбата со Советскиот сојуз па и Југославија, имаше многу надворешни влијанија кои што учествуваа директно конкретно, бидејќи им одговараше распаѓањето и на Советскиот сојуз и на Југославија и сето. Го дознавме тоа подоцна, како и секогаш што бива, но дали Европската Унија сама себе се убива, што се вика народски, односно си се руши однатре или нема надворешен непријател кај неа? Не, Европската Унија вела дека е повеќе непријател самата на себе отколку непријателството да доаѓа однадвор. Ова ме потсети, кога кажа за Југославија, распадот бев 2004 ми се чини у Страсбург, кога влегуваше Словенија, стануваше полноправна членка и најбоља реченица од еден парламентарец кој влезе во парламентот, реченица, па ние тоа го имавме во Југославија. И таа реченица ми стои, мислам, со тоа што оние двојни стандарди, отстапувањето од копенхашките критериуми. Знаете, самата Европска Унија си противречи на концептот кој беше изграден. Затоа што тоа е еден од најдобрите поствоени или мировни концепти кои или обединување на државите врз основа на одредени политички интереси, економски интереси кои требаше да се бутка, влегувањето во други области како што се одбраната на надворешната политика едноставно не се оствари на начин на кој тие посакува и се виде дека без оглед на се и без оглед на кохезивноста на државите во Европската Унија сепак превладува националниот интерес. Кога ќе дојде во прашање со националниот интерес, државите се спремни за одредени отстапки, да отстапат од националниот интерес, меѓутоа сепак си се држат до она што значи вестфалски модел на функционирање на суверена национална држава, посебно кај одбраната, и со последните настани во Ирак, гледаме како Европската Унија реагира на Дали тоа најдобро покажа колку се маргинализирани, дека се безгласна буква. Да, и покажа колку се разидуваат во поглед на барањата што ги испостави НАТО во Ирачка, при Ирачката војна, војната во Украина, па и последната војната во Иран и барањата што ги испорача Соединетите американски држави. Во основа Европа мора да постигне некоја кохезивност во тој поглед, меѓутоа тоа тешко ќе го оствари, затоа што сепак се работи за интереси на државите кои во основа ја детерминираат нивната надворешна политика. Тука ни Европската Унија никој не може да помогне. Во која насока би предложиле или би требало да речам да се движат за да се оправи работата, особено околу она едногласно што не може да се постигне. Дава многу добар пример порано во кризата Америка, ако се сеќавате 2008-та финансиската. За една вечер федералните власти решија нешто и се спроведе и кризата почна да ја снемува. Европа не може да се договори за ништо. Како да се прескокне тоа, ова што го зборуваат со Украина, со нели да немаат сите право на глас, па ајде тие што ќе влезат, ај тие, ама тие што се внатре, секако рогови во вреќа, како да го надминат тоа? Целиот концепт на функционирање на Унијата е едногласноста. И тоа, мислам, отстапувањето од тој концепт значи отстапување на основните принципи на кои изградена Унијата. Тоа ќе оди тешко. Мислам да не се залажуваме дека тоа ќе биде процес каде што државите ќе прифатат дека нивниот глас е помалку вреден од гласот на некоја друга држава членка на Европската Унија.
тоа концептите на Европска унија на 2 брзини, 3 брзини, колку сакате брзини, ќе видиме како ќе се оствари, меѓутоа што и да се случува Европската унија, ако отстапи од принципот на еднаков глас на сите, значи отстапува од принципите на кои изградена, тоа веќе ќе значи некоја нова Европска унија, некоја нова структура, нов начин на функционирање. Ќе видиме што ќе донесе иднината. Како се движи, Европската унија е доста трома во целиот процес на промени, го губи моментот. Веќе мислам и дека е изгубен во поглед на глобалните промени кои се случуваат во светот, така што и да предложиме, ние не сме тие што можеме да дадеме решение, тие не може да најдат решение, па камоли ние да им предложиме, меѓутоа најдобро е да се држат до принципите на кои е положена унијата и на тие да останат. Во однос на Македонија покажа како принципите може да бидат флексибилни, меѓутоа флексибилни за нас испадна негативни за целиот концепт на функционирањето на унијата. Дали го надмина собствениот проблем со промената на власта во Унгарија, со Петер Маѓар, или сепак некој прерано се израдува? Па мислам дека треба сепак да се почека, затоа што се работи за политичар кој израснат во партија која сепак функционираше поинаку и идејата кон Европската унија беше поинаква во контекст на заштитата на националните интереси. Можеби ќе биде пофлексибилен, меѓутоа да оставиме времето тоа да го покажи. Во поглед на миграциите веќе е јасно, во поглед на многу други работи е јасно по кој курс ќе се движи Унгарија, ќе се движи во тој процес, меѓутоа сепак мора да се причека и со бугарскиот Радев, со Радев, со тоа, значи она што 90% од европските држави го навестија дека во Бугарија доаѓа проруски човек, во основа не мора да биде така, како што не мора да биде дека во Унгарија дојде проевропски ориентиран политичар. СДС многу навива за него, 2 недели мислам дека се радува кога победи, но една работа што ја прави Маѓар не би им се допаднала, се вика отворање на досијата, ако се сеќаваме на пропаднатата лустрација, но има уште многу досија и во Македонија за македонски дејци службашки, удбашки, кои што треба да се отворат за да бидеме чисти на своето, бидејќи тоа е процес кој очигледно не оди во Македонија, очигледно е сатанизиран од наследниците на оној комунистички естаблишмент во Македонија, од новите генерации, односно новиот нараштај на, ја што би рекол, на комунистичката номенклатура во Македонија. Сега слушам дека лустрацијските досиеа се затворени, немате пристап до нив. Слушам дека она што беше отворањето на полициските досиеа исто така немате пристап во архивот, наместо да биде отворен за историско проучување, за истражување и слично, некој се обидува тоа да го зацкрие повторно, и тоа малку што успеавме да го направиме во контекст на отворањето на полициските досиеа на тајната полиција. Секој знаете, денеска баш читав еден текст дека Македонија нема што веќе да отвара, затоа што или досијата се уништени, или се однесени у Београд, или се земени од некого, некаде се тие што биле префрлени се. Тоа се оправдување кои треба да ја затворат, да го затворат оној дел од срамната историја на Македонија за која никој не сака да зборува во државава. Жртвите си се жртви на комунистичкиот режим, ние имавме најубав Кока-кола демократи или Кока-кола социјализам, како сакате, или социјализам со хуман, со човечки лик. Меѓутоа не било така и не е така. И токму видовме како што се отвараа полициските досија, како што се тераше процесот на лустрација, видовме од кај дојдоа отпорите. Отпорот дојде од таму каде што најмалку очекувате. Дојде од медиумите и дојде од невладиниот сектор, како топовско месо кое беше на првата линија на отпорот, позади нормално беа структурите кои само се трансформира во новиот систем, односно се камелеонски се прилагодија на новите услови, меѓутоа не ја променија матрицата. Тој човечки шлјам, тој човечки отпад, што би рекол, луѓе кои за цена на
за себе, за доброто на себе, биле спремни да кодошат, да уништат човечки животи и фамилии, цели фамилии, едноставно не им е местото во системот. Тие се подложни и на манипулации, и на корупција, и на уцени. Тако човечки материјал не ни е потребен во политиката, го имаме 30 години. После се чудиме зашто не ни оди. Затоа што не го исчистивме. Кога нема да се исчистите куќата, ќе живеете во пелјавштина. И токму тоа е идејата. Идејата е да не се види да не се сушат митовите околу социјализмот, односно комунизмот кој го градевме. УДБА, како велеа, е нашата судба, продолжува и се уште. Тајниот безбедносен систем го реформиравме премногу килаво, дури премногу долго чекавме да се реформира и начинот на кој се реформира повеќе или помалку ви покажува што ни се случуваше од големото уво преку прислушуваните разговори, бомбите до денеска повторно да слушаме дека повторно истиот е ставен во функција на политичка алатка за следење на политичките противници. Мислам, веќе е декутантно да зборуваме за тоа. Наместо архивот да ги отвори фајловите, да им ги направи достапни на сите што сака да знаат, да знаеме вистината. Да видиме кои сме, затоа што така, да. В крајен случај треба да се погледнеме во огледало кој сме кој. Не сакам човек кој градел кариера врз основа на тоа што уништувал човечки животи да ми ја води државата. Тој, ако цената била таа, тоаш државата е многу помала цена. Едноставно за него се има цена и човекот ќе си функционира на таков начин. Тоа не успеавме. Лустрацијата не успеа од тие причини. Дури имаше еден предлог на поранешниот премиер да се обештетат оние кои биле жртви на лустрацијата. Жртви на лустрацијата. Па прочитајте ги досијата што правеле луѓето. Какви жртви? Жртвите молчат, жртвите се или починат, или фамилиите им се уништени, или се уплашени. Се уште го носат стравот од годините кога биле следени и кога биле обработувани од тајната полиција. И тоа функционира во Македонија, тоа нема промена. Тој дел на срамната историја, бугарите ни барале, не ни барале бугарите. Бугарите само ставија нешто што го бараше Европскиот парламент 2022 година, ми се чини. Дека корупцијата на овие простори потекнува токму од нереформираните служби и неотворањето на полициските досија, каде што оние кои се внатре, во основа ги користат сите погодности на системот кои ги добиле врз основа на кодошење, врз основа на следење, слушање и слично. Мислите дека има шанси конечно да се стори тоа, бидејќи ставено е под тепих повторно? Не, али мислам дека треба оваа власт веќе нема зашто. Нема зашто треба да го отвори ова прашање, затоа што премногу долго е затворено. Гледате што се случи. Да, сега ми текна за соопштението на опозицијската нерелевантна политичка партија за некој си мини Мосад или како велат. Така, да. Какви нешто. Какви небулози, мислам, да проектирате српски сценарија, да проектирате словеначки сценарија, да едноставно да ги метнувате во македонскиот модел, да се обидете пресконференција за тоа да правите за некој приватен Мосад ѓоамети. Без никаков аргумент. Едноставно, ќе го земам моделот, ќе го вметнам во Македонија и тој треба да создаде определена перцепција кај граѓаните, ќе не следат или онаа небулоза дека Safe City ги следи нив. Мислам, вајде немаат идеи што да прават со тоа, па се обидуваат повторно. Или премногу потребувале некој илјач. Значи, цел Запад е следен, опозицијата на Запад се следи преку Safe City. Ова до сега мора да признам, ова е доста бели линии на тоа ми наликува се, да не се лажеме некојаш, професоре, ова е повеќе од бели линии, да ви кажам, тоа го крива расположението, ова малце делува халуциногено размислување, меѓутоа тоа е тоа што го добиваме на политичкиот пазар во Македонија во моментов и затоа власта може да биде комотна да владее, меѓутоа недоволно комотна за да дозволи вакви работи да и се случуваат и да поминуваат, затоа што сепак знаете, ако дозволите премногу тоа да се тркала,
ќе предизвика штета тоа што се случуваше во годините на шарената револуција. Така што со работа, проекти и поинаков начин во основа на водење на државата треба токму да ги побие ваквите обиди за дефокусирање на јавност од главните прашања кои владата се обидува да ги промовира во Македонија. Благодарам што бевте мои гости. Благодарам вас. Ми беше чест. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте не живи и здрави и секако чувајте се многу.